Нови надежни ветришта започнуваат да дуваат за враќањето на функционалноста и сјајот на двете прилепски спортски сали, Универзалната и Македонија, кои со децении чмаат празни во својата тажна запоставеност. Градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчевски, и новиот министер за спорт, Борко Ристовски, веќе одржаа средба на која конкретно е разговарано за постоечката спортска инфраструктура во еден од некогаш најспортските градови, дури и во бивша Југославија. Со голем оптимизам очекуваме дека преку новоформираното Министерство за спорт ќе успееме заеднички да најдеме начин и да пуштиме во употреба барем една од овие две сали во најскоро време, кои за жал во овој момент се нефункционални за нашите спортски клубови и спортисти, иако многу пати реагиравме и до претходната централна власт. Наша заедничка цел е да ги подобриме условите и да го вратиме достоинството, но и успесите на прилепските спортисти, напиша градоначалникот Борче Јовчевски на социјалните мрежи. Овие две спортски сали со години се рак рана на прилепчани, а особено на спортската јавност, заради што речиси редовно беа и предмет на политички и партиски ветувања, но и препукувања, особено спортската сала Македонија. Најсвежото беше од 2017-та, кога тогашниот кандидат за градоначалник од СДСМ, а потоа и градоначалник на Прилеп, Илија Јовановски, вети целосна реконструкција на оваа спортска сала и нејзино прераснување во модерен спортско-рекреативен центар, што не се случи. Па така, ова импозантно здание и ден денес нестрпливо чека на реконструкцијата. Македонската спортска убавица, како што прилепчани со гордост ја нарекуваат спортската сала Македонија, е изградена кон крајот на 70-тите години од минатиот век. Камен темелникот е удрен во декември 77 година, а само 9 месеци подоцна овој објект зад нас веќе беше предаден во употреба. Поточно, оваа зграда беше пуштена на 8 септември 1978 година. Во средината на 90-тите години оваа сала беше опожарена до темел. По неколку години, односно до 2000-тата, беше и обновена, но од тогаш наваму таа сепак остана да зјае празна и запуштена, бидејќи и по повеќе од 2 децении таа нема технички прием. Универзалната сала при Тутунскиот комбинат пак е изградена во 1973 година. И она што е интересно за ова здание зад мене е дека е изградена само за 100 дена, односно за околу 3 месеци, пошто веднаш била предадена и во употреба. Меѓутоа, од тогаш до денес, таа често пати имаше и успони и падови, за сега со години да не биде во функција. Инаку, спортската сала Македонија е во надлежност на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, а додека универзалната сала која УЈАП му ја одзеде на Тутунскиот комбинат е во надлежност на јавното предпријатие АД за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор.